Кооперантите на Светмилк ништо ново. Чекаат да видат дали утре ќе почне исплатата на парите што ги чекаат 7 месеци и за кои добија илјадници лажни ветувања. Затоа нивниот револт е разбирлив, се согласи председателскиот кандидат Ѓорѓе Иванов, кој појде кај нив во Могила. Така добро разбрани, тие го пречекаа во мал број и со многу свиреши. Со негодување и свирежи жителите на битолското село Могила денеска го дочекаа изборниот караван на ВМРО ДПМН. Млекопроизводителите од ова село, од кои 80% се кооперанти на Светмилк, излегоа да го изразат својот револт за неколку месечната млечна криза пред кандидатот за градоначалник Славко Велевски, кој од нив го бара четвртиот мандат, и председателскиот кандидат на ВМРО ДПМН Ѓорѓе Иванов. Тој побара од нив да го сослушаат, затоа што, како што им рече, ги разбира нивните маки. Добар ден и за млекарите, бидејќи знам дека е оправдан нивниот револт. Дали може да се сослушаме па после да викате? Може ли прво да ме чуете па после јас да ве чујам? Потекнувам и јас од земјоделски крај, и јас сум од Валандово. Знам и јас како е кога година дена сме чекале пари од грозје и година дена сме чекале пари од тутун. Иванов се обиде да ги успокои млекопроизводителите и да ги увери дека проблемот веќе се надминува. Решението е веќе од утре. Луѓево наоѓаат начин. Владата не е овластена да го решава проблемот. Владата најде начин да ви помогне. Но, откако не успеа да ги смири присутните, Иванов им препорача да му се обратат на председателот Црвенковски, а опозиционата СДСМ ја обвини дека ги испратила да го расипува митингот. Им предложи на млекопроизводителите да имаат добра мисла. Тие што зло мислат и зло прават, наш народ вели, зло ги снаоѓа. Кога тогаш? Ако не сега, до седмо колено зло ќе ги следи. Затоа, немојте да мислите на лошо. Немојте да мислите на зло. Од злото ќе си дојде. Мислете на добро и правите добри дела. Кога мисли човек на добро, и добро му доаѓа. Така и млекарите треба да мислат дека ќе дојде решението. Фармерите од Пелагонискиот регион минатата недела имаа жестоки протести. Упаднаа во општинската зграда во Битола и во подрачното Министерство за земјоделство, барајќи владата да им помогне во надминување на спорот со Светмилк, која им должи пари за откупеното млеко во изминатите 7 месеци. И покрај ветувањата парите не ги добија ниту во текот на вчерашниот ден, а од Светмилк добија уверување дека дел од долгот ќе им биде исплатен утре.